Благодарам на поканата, Александра. Не би го нарекол ретерирање, би го нарекол фазна имплементација во смисла на тоа дека во диалог со јавноста и во диалог со бизнис заедницата одлучивме да одиме со мека имплементација која што ќе значи на почеток опомени, едукација, рамо до рамо работа во правец на исполнување на условите и создавање простори, јавни простори без чад. Дали имплементацијата, односно дали законот ќе биде донесен до 1 март зависи од институционалните процеси. Вие знаете дека почнавме една јавна расправа, го објавивме законот на ЕНЕР, го екстендиравме рокот со цел да добиеме што е можно поголем фидбек од јавноста и од бизнис заедницата. Паралелно на тоа, водиме една дискусија институционална во рамки на владата, каде што очекуваме и добиваме фидбек од сите засегнати институции, дали се тоа инспекторатите кои што се засегнати во рамки на спроведувањето или пак останати министерства кои што се засегнати во рамки на својот делокруг на работа. Понатаму, ставот на министерството е дека законот треба да биде донесен што е можно поскоро. Тоа значи дека законот ќе биде донесен и ќе стапи на сила веднаш, но имплементацијата би одела фазно. Опомени, потоа казни. Со тоа што ќе се знае, кога ќе се почне со казни, од кога ќе создадеме една стабилна култура на однесување и кај работодавачите и кај работниците кои што ќе треба да ги почитуваат овие закони. Инаку целта ја знаете, законот ургентно треба да биде донесен затоа што се соочуваме со голем проблем во државата. Имаме во моментот рекордно висока стапка на пушење, речиси пола држава пуши, пола од возрастното население пуши, има фрапантен тренд кај помеѓумладата популација, особено 13 до 15 години. Ќе потсетам дека пушењето е водечката причина за прерана смрт и превентивните хронични болести. Економскиот товар на државата е исто така огромен, вртоглав раст имаме во моментот во смисла на трошоците и товарот кој што го носиме како држава, дали се тоа директни здравствени трошоци или се изгубена продуктивност по основ на прерана смрт, disability или дури пуш паузи, ако сакате.